Ова е селото Девич. Тоа е прво село по текот на треска по македонски брод. Се наоѓа северно и веднаш под Девини кули. Собрано е како купче меѓу височинките Попец и Лештишта. Малата Девичка река го дели на две мала и веруваме дека таа, рекичката, е виновникот што ова село во поречето е познато по производството на квалитетен девички граф, кој по својата арома и наварување се споредува со соседниот Тетоец. И кога сме кај ова село, уште една занимливост за него. Го викаат село без гробишта, не затоа што ги нема, туку затоа што покојните ги погребуваат на оддалеченост повеќе од 2 километра, по прашање е некакво верување. Треска во народот е позната под името Велика во Кичевско и Голема река во нејзиниот среден тек, односно порече. Се до втората половина на 18 век не е всцртувана на старите карти, иако е една од најголемите реки во Македонија. За потеклото на името Треска постојат неколку претпоставки. Еве некои од нив што ги слушаме од магистерот Станко Станковски. Треска по своите хидролошки карактеристики се одликува по тоа што од нејзиното раѓање па се до вливот во Вардар, кај Сарај крај Скопје, прима голем број извори. Тие по своите физички својства се мощне ладни, па затоа и водите на реката се многу неповолни за капење, дури и во летните месеци. Значи, по секој излегување од водата на капачот му е ладно, се тресе. Оттаму е изборот Треска. По влажната и климатски благопријатна долина на Треска, до пред 30 години, маларичниот комарец беше најголемиот виновник за појавата и раширеноста на заболувањето маларија. Ова заболување во поречето, како впрочем и во многу краишта во Македонија, се нарекува треска. Третата претпоставка е изгледа најблиску до објаснувањето на потеклото на името Треска. Исушените гранки, ветки од секое дрво, било да е тоа даб, бука, топола и друго, во Западна Македонија се нарекуваат трески. А нив, во времето на интензивни поројни врнежи, кога реката има поплавен карактер, по целиот нејзин тек, од двете страни на коритото, ги има во изобилство. Веројатно името на реката потекнува од тие честоносени трески. На местото каде што малата Слатинска рекичка се влева во Треска, а патот скршнува кон селото Слатино, почнува мала, но убава долина. Почетниот дел на долината е наречен Подградиште. Тука лежат остатоци од античка населба на поголема површина. Изорувани се стари темели, големи римски тули и стари пари. Пред некоја година, со проширувањето на селскиот пат, била пробиена и една доцноримска гробница, чии остатоци се обидуваме да ги видиме. Ѕидината е од делкан бигор и тула, однатре убаво малтерисана и веројатно била украсена со живопис. Селаните во неа нашле обетки вешто изработени од сребро во филигранска техника. И додека се разгладуваме од силниот извор што непосредно до гробницата блика од вода, го слушаме раскажувањето од професорот доктор Иван Микучиќ дека гробницата со наодите датираат од 5-тиот, односно 6-тиот век од нашата ера.
Селото Слатина е нешто погоре. Сместено е во прекрасна долинка. Секоја куќа е обиколена со овоштарник. Тутун убаво вире овде, ни рекоа жителите, па снимателот Ѓоко Поповски прави кадри од нижење тутун. Веднаш над селото, во многу запуштена состојба, ги регистрираме двата солени извори, наречени соленици, по кои селото Сланско го има добиено името. Не многу одамна, за време на светските војни, кога до сол тешко се идело, селаните ја вареле водата и ваделе од едниот извор 15, а од другиот 25 грама сол на литар вода. Количеството на солта варира во текот на годината, како и во зависност од тоа дали времето е врнежливо или не. Во непосредна близина на Слатина има повеќе пештери. Оваа, например, може да собере 800 овци. Кога во невреме планината ќе обеле од дебела покривка снег и излезот за стадото овчарите го бараат во оваа пештера. А таа е значајна и по нешто друго. Или може би другата пештера што е во непосредна близина до неа. Ја снимаме пештерата со преубавите бои на сталактитите и сталакмитите, кои под дејството на вештачката светлина изгледаат волшебно. Каков вандализам! Гледајте го неделото што го сторил некој малоумник. Цветовите што цветале и се создавале со векови, за еден миг некој ги искршил. Не ми сме и тагуваме пред гледката. Нема кого да осудиме, но затоа може би едно предупредување ќе значи доста. На 4. октомври 1904 година, во селото Слатина е водена турско-комитска борба, во која тешко бил ранет војводата Даме Груев. Слатинчани му дошле на помош. Во една од овие пештери го сместиле за кратко, му ги преврзале раните и веднаш го пренесле горе во планината во една од пештерите близу селото Зркле. Стрмните и високи страни наречени мелои или мелишта и денес се црвенеат по синорите на многу села од поречето. Ние ги регистрираме мелоите што се наоѓаат непосредно на целото Слатина. Што се всушност тие? Какви остатоци? Тоа се површински копови земја заситена со железна руда. Ископаната рудоносна земја се ставала во вирови, наречени пирови. Работници
со нозе ја мешале земјата, се до тогаш додека на дното од пивот не се наталожил железен песок. При тоа матнежот или каловината повеќе пати се испуштала. За миење на железната руда на планината Песјак постоел цел водоводен систем. И денес, иако многу тешко се распознаваат остатоци од површинската мрежа, водоводни бразди, јазови и канали. Добиеното ситно железо се собирало во мевови и се пренесувало во топилниците во околните села. Тие топилници се викале вини. Ги имало многу и сите биле сместени крај речните текови заради искористување на водната сила за погон на топилниците. Пловиме и коментираме на вистина. Еден крај е зафрлен и помалку познат ако до него нема добар пат, добри комуникации. Како инаку да се искористат неговите природни, човешки и стопански потенцијали, како да се поттикне неговата општествена улога, како да се открие и да се презентира неговото културно-историско минато. Оваа вистина денес за поречето важи повеќе отколку за многу други наши краишта. Во минатото, во текот на многу векови, од предисторијата па се до нашето средновековје, по должината на реката Треска водел многу значаен пат. Географската положба на поречето е поволна, како што веќе рековме. Низ него води најкус природен пат од Скопската котлина кон регионите на Кичево и Охрид од една страна и кон Прилеп, Битола и натаму на југ во друга насока. Овој пат пренесувал во двете насоки многубројни економски, културни и политички вредности. Тука минувале трговци, државни чиновници и гласници, тука минувале и војски. Бидејќи патот ги намалувал од далеченостите за неколку дена, во времињата кога се патувало само на конј или пеш, значењето му било големо. А и клисурестата долина на Треска, по која пловиме сега, не представувала поголема тешкотија за тој пат што слободно минувал по целата должина на реката. А попатно, идеално бил снабдуван со доволно вода за пиење, со места за одмор, за солништа или заштита. Од патот голема корис имала и околината. Луѓето се задржувале и се населувале во неа. Откриле пространи пасишта и шуми. Во античко време биле откриени и многубројни рудни лежишта, кои навргу станале основа за побогат живот. Сребрено-оловната руда, златните жили и пред се железото станале вистинска вредност на овој крај. Трагите од оваа дејност се многубројни. И денес на теренот ги има, а ние ги среќаваме и ги регистрираме по патот низ Треска. Има луѓе што не можат да го смислат својот живот без реката Треска, без нејзиното жуборење, без нејзиниот пејсаж, може би и без поплавите што на неколку години ги носи таа. Такво е семејството на Ѓуро Поповски. Кога ние минувавме по Треска, тој не беше тука, но затоа неговата сопруга по име Зорка не пречека и ни раскажа една занимливост. Имено, една поголема површина, нејзиниот сопруг посадува со зелка. Кога зелката ќе узре, секој минувач кој за тоа има потреба, без најавување може да собере колку што му треба и со оваа вага сам да ги измери зелките, но и на одредено место да остави пари. Ништо необично, вели Зорка, само послужување. А за тоа колку јастребот врши само послужување од младите пилиња, не сакаше да ни открие. Шумите во поречето заземаат големи површини земјиште. Тие се различни и се застапени со многу видови. Дап, питом костен, орев, бука, бор и бреза. Но ние се определивме да ви го прикажеме овој вид дап, кој е единствен по долината на Треска. Затоа е можеби ставен и под заштита.
Само на 10 метри од реката среќаваме богат извор вода. Некогаш не многу одамна овие води вртеле воденички камен. Сведок е воденицата што одамна престанала да биде тоа. Кога би можела, кој знае какви житија би ни раскажала оваа остарена и напуштена воденица. Во сливот на треска се застапени разновидни карпи, од најстари до најмладите покрети. Но најголеми површини зафаќаат варовничко мермерестите и доломитните карпи. Мермерите по состав се карбонати на калциум и магнезиум. Тие се некогашни варовници кои во геолошкиот развој на земјината кора биле прекристализирани во мермери. Ова ни го објаснува магисторот Станко Станковски и додава дека најубаво тоа може да се забележи на дел од изградбата на новиот пат што ќе се протега по целата должина на поречето. Од вакви карпести маси се создадени планинските масеви на планините Буковиќ, Баба Сач, Даутица, Јакупица, Караџица, Сува планина и Сува гора. Пловиме по треска. Фаќаме кадри необични, барем гледани од оваа перспектива. Дел од тие кадри и ви прикажуваме. Од далечина слушаме бучава. Тоа е најава дека наближува некој поголем слап. Од искуство, не ризикувајки, ги сопираме чамците и ја разгледуваме околината. Бараме најпогоден начин за премин преку вештачката брана, изградена веднаш по војната, а која ја обслужувала првата хидроцентрала по поречието Драгов дол. Неколку поблиски села многу години се снабдувале со струја произведена од хидроенергијата на треска. Камерата бележи и остатоци од гатер, пак раздвижуван од хидроенергијата на реката Треска. По војната да, но сега не. По нецели 2 километра пловење од вештачката брана во месноста Драговдол, пристануваме на левиот брег на реката. На географската карта што ја носиме со нас, овде е обележана област под заедничко име Манастирец. Тој во себе ги опфаќа 4 села – Старосело, Новосело, Мало и Василковци. Гледани од далечина и не се прави некоја разлика меѓу нив. Но кога човек ќе наближи и ќе минува низ нив, разликите се видливи. Еве со камерата правиме обид да ви ги доловиме онакви какви што ги доживеавме ние. Постарите жители рекоа дека е тоа прво филмско обележење на нивниот роден крај. Цела оваа местност, името Манастирец го добила по големиот манастир Света Богородица, што се наоѓа високо горе во планината под врвот Стражник. Манастирот, како и сите манастири во Македонија, со црква, конаци, камбанарија и други простории.
И додека камерата ви го прикажува ентериерот со живописот во црквата, да го раскажеме минатото на манастирот. Изграден е во времето на владењето на крал Милутин. Како собиралиште на видни поречани, во времето на турското робство неколку пати е уриван. Во првата половина на 19. век, поп Константин од блиското село Грешница, во договор со многу поречани, го испратил својот син поп Димитрија во Цариград да бара одобрување за манастирот да биде обновен. Познат како красноречив човек, поп Димитрија издејствувал одобрение, се вратил и во 1846 година го обновил манастирот. Со години наред и подоцна во овој манастир се собирале највидните луѓе од Порече. Учители, попови, чесни домаќини и бистри старци да решаваат за многу заеднички потреби. Сега во манастирот со своето семејство живее поп Боге Богески, кој покрај редовната верска служба во слободните часови одгледува тутун. На враќање веднаш под манастирот, со неколку кадри ја регистрираме костурницата на масовно погубените поречани, представници на сите села од Поречето од страна на великобугарските националисти пред Првата светска војна. На влезот во речната теснина што го дели горното Порече од долното, а по кое сега пловиме, се наоѓа атарот на селото Модриште. Во селото се пронајдени старини уште од античко време, римски каменен жртвеник и една надгробна плоча со човечки ликови одамна пренесени во Битолскиот музеј. Но тука е црквата веднаш до брегот на реката. Посветена е на Богородица. Во минатото урната, денес обновена од селаните, но без некогашната купола. Црквата однадоре украсена со редови тули и бигор со прозорци и слепи ниши. Внатре е зачуван убав зиден живопис во стил што упатува на 14. век. Но за жал ние немавме можност да го снимиме и да ви го прикажеме. Тежок катанец стоеше на влезната врата. Околу 3 километри северно од Модриште, клисурата на треска е сосема стеснета, а реката е полна со брзаци. Бреговите се дигаат сосема стрмно нагоре, особено левата, преминувајќи во високи планински страни. Тука на едно место, нагоре стрчи огромна карпа, сосема вертикална, во вид на некоја кула и ти се чини дека господари на целиот крај. Според преданието, тоа е Момин камен. Легендата вели дека Модра била сестра на крали Марко, поставена над каменот како стражар, да ги најавува нападите на турскиот Зулу. Задлабочена во везењето, не го забележала навлегувањето на турците, па брати ја проколнал и таа се скаменила. Пак го слушаме објаснувањето на професорот доктор Иван Миколчиќ. Всушност, вели тој, пак тоа е еден прастар словенски споменик со иста смисла и значење како и дева за која говоревме во првата емисија од оваа серија. Најголемата лева притока на треска е Мала река. Во нејзиниот горен тек таа собира води од повеќе селски рекички како што се Црнешница, Самоковска, Петрова река, рекичката што минува низ селото Ковач, потоа Сушичката рекичка и други помали јазови. Кога ние минувавме по треска, Мала река беше премлава. А знаени рекоа да носи особено напролет дрвја и камења. Патот што води крај Мала река не носи во селото Самоков. Името на селото, како и на соседното Ковач, подсетува на рударска и металургиска дејност во минатото. Само до пред неколку години, овде, пред оваа бегова куќа, биле зафрлени два огромни средновековни самокови, поточно чекани, тешки повеќе од 1 тона. Сега се сместени во Битолскиот и во Скопскиот музеј. А некогаш стоеле монтирани на долга греда и биле раздвижувани од водна енергија, слично како балавници за клашни.
Овие ридови од згури, што во меѓувреме ви ги прикажуваме, се остатоци од тоа време. Од тука заклучуваме дека некогаш Самоков бил голем центар за преработка на железо и ковење разни алати или клучеви, како што е овој, например, единствено зачуван. А доскоро имало мотеки, казми, шајки, ковани овде. Радиван Ангеловски е од селово, пензионер е, меѓу постарите селани, го сретнавме и ни раскажа повеќе работи. Радивоје, се сеќавате нешто од минатото на селово? Јас на селово, поготово за ова што ме прашувате, за фабрикава што вила, се сеќавам дека овие три реки, реката Волчица што иде од Растеж, спроведена била кај селото Самоков, кај воденицата селска во Самоков, и Биначката река, и Ковачката река, во еден слив. Тука имало царови дрва, големи греди, издупени на кришата и чифосани со клиње, да ја држат реката, да го нанесе јазот. И реката правила голема бучава, што прескакала и се навикнала местото кај Салацине. Ова се тоа згури. Овие се згорите, овие. Како го викате вие? Ние го викаме троска. Остатоците од железото кај се топило. Троска го викаме. Ова брекче позади вас е селото од Троска. Цело троска, тој беше уште поголем. Али ние многу растуравме по дориштата овдека во Самоков. По патот растуравме кал кај што имаше ова како потврсто, да нема кал, многу се растури. Да не верувате дека се уште има железо во нив? Во него имаше железо, оти некои луѓе стручници што го гледаа овде вака, рекол да има уште железо во него. Али да е малка количина, да немало сметка да се носи. Експлоатацијата на железото започнала несомнено уште во античко време. Подоцна се разбира била многу развиена. Доказ за тоа се остатоците од стара населба, а особено запуштеното црквиче со прекрасен некогашен живопис, сега само шалитрирана урнатина како последица на капавици и влага. Штета. Уште еден средновековен споменик невратно е загубен, за секогаш, и без никој да е виновен.